Голем благослов, магична моја фамилија, голем благослов за мојот колектив на YouTube страната и на TikTok енергија. Се надевам дека сите сте добро и дека овој ден можеме да го започнеме со едно исчитување, а како ако не со исчитување на колективни канализирани пораки од тарот картите. Се надевам дека сите што ќе дојдете да го послушате ова видео ќе најдете смирница, ќе земете огромен дел каде што за некој од вас ќе важи дека исте во момент на расплет на некоја ситуација, енергија каде што за некој од вас ќе биде момент да добие смирница за настан кој што треба да се случи, енергија каде што ќе биде да се случило во момент, а треба да разјасните некоја ситуација. Енергија каде што улогите секогаш можат да бидат заменети и не заборавајте, прилагодите се на секој смер што ќе дојде во ваша енергија од денешното исчитување на овие канализирани колективни пораки. Ајде да видиме што ќе донесат денешните карти како порака, смирница која што се надевам дека сите ќе се препознаете и ќе земете добар смер. Денешните тарот карти, денешната порака од тарот картите води до една транзиција во просперитет. Денес некој од вас или пак некој близок до вас, персона која што ќе биде, јас ќе зборам во персона, енергија каде што се надевам за некој од вас ќе се препознаете денеска, токму ќе се случи еден пресврт на настан или пак ќе се случи една транзициона енергија каде што некој денес ќе препознае по долго време стагнација или пак енергија каде што и не била транзиција, момент да денеска некој транзицира во просперитет, во своја просперитет или пак во енергија да некој се здобие во просперитетна енергија, некој близок до вас или пак енергија која што ќе биде во момент да транзитира во добра просперитетна енергија. Ајде да видиме за која личност се работи од денешново исчитување на тарот картите. Да видиме која е оваа личност која што ќе биде во момент на здобивање просперитет, која ќе транзитира во просперитет, која што работела во добро светло, а која што била и во стагнација. Ајде да видиме што ќе не кажат тарот картите. Денеска некој ќе биде во практичност, во целосно исполнување, енергија каде што некој од вас денеска ќе биде во момент на унија или пак ваша најблиска персона која што е до вас, енергија каде што вие и партнер во работа или пак енергија да некој добие денеска просперитетна понуда за основање фамилија или пак ќе биде момент да некој се здобие со транзициона просперитетна енергија, да оваа персона е ваша најблиска, суштинска пријател, пријателка, енергија каде што ќе биде во момент да биде практична,
традиционална персона која што и доаѓа до можност да влезе во една унија со вас, енергија каде што ќе бидете во целосно исполнување, енергија каде што ќе се здобиете и со слава, енергија каде што ќе бидете во момент на инспиративност, на можност да бирате помеѓу просперитетност и љубов, енергија каде што она што сте го бирале во претходниот период или пак оваа персона која што ви е блиска, која што одбрала да биде во една огромна транзиција, да напредува во својот просперитет, е ваша моментална партнерска енергија, каде што за некој од вас ќе значи дека вашиот брачен партнер или пак љубовен партнер ќе биде во една транзициона просперитетна енергија, каде што и за некој од вас ќе значи дека ќе се здобие со исполнетост или пак овој ваш партнер во работа, но и партнер енергетски во љубов, ќе биде во една огромна исполнетост, ќе го доживее врвот, максимумот на победа, на донесување битни и важни одлуки во својот енергетски дел, каде што и транзитира во една инспиративност, енергија каде што Херофантот ни дава практична енергија, енергија каде што ни вели да се развиеме во духовноста, да бидеме момент да веруваме во самите себе, да бидеме во енергија на традиционалност, способна енергија која што оваа персона се исполнува во момент на 10 пехари. Тоа е една просперитетна енергија каде што издвојува победа врз самиот себе или пак победа врз нешто што го кочело во претходниот период. Затоа и транзитира во една просперитетна енергија каде што се здобива со унија, дали ќе биде со вас или пак ќе биде со партнер, работен партнер кој што ќе го исполни буквално неговото очекување и барање. Се надевам дека оваа личност е веќе исполнета. Исполнета може да е очинска фигура, значи таткова фигура, или пак да е во енергија да е мајчина фигура, каде што се здобива со слава, просперитет, издвојува победа врз некоја негова традиција, енергија каде што инспирацијата е поголема од момент на стагнација. Ајде да видиме што сака да ви порача оваа персона, зошто токму денеска се јавува во ова денешно исчитување од тарот картите. А може и да сте тоа сами вие. Ајде да видиме што ќе ви... ова е више завртено. 5 купови, асот на мачевите, пажот на мачевите, и The Devil или ѓаволот. Оваа персона ви вели дека во претходниот период ве довела до момент да бидете во губиток и емоционален и материјален. Енергија каде што прави пробив за да дојде до една комуникација со вас, но вие очигледно
поигрувате сега со оваа персона, затоа што оваа персона играла во прошлиот период со вас. Енергија каде што аспирациите и биле во момент каде што и затоа сте биле во загуба емотивна. Енергија каде што оваа персона сега во овој момент влегува во една просперитетна енергија или пак вие влегувате во просперитетна енергија, а оваа персона сака да дојде до вас да комуницира, доколку е блокирана, енергија каде што ви задала огромни проблеми, огромни материјални проблеми, голема материјална загуба, енергија каде што се осеќа виновно, емотивно виновно, емотивно ве скршила, енергија каде што нејзините аспиративни моменти, нејзините поигрувања и нејзините нерелевантни искажувања за вас причинуваат момент да транзитирате во една огромна суштинска енергија каде што и ставате крај на оваа персона и влегувате во еден просперитетен енергетски дел каде што се залагате за сами себе. Енергија да оваа персона сега во овој момент бара начин како да дојде до вас и да комуницира со вас, но тарот картите ви советуваат дека се уште ќе игра со вас, доколку направите контакт, доколку се одредите да добиете контакт со оваа персона, да ослободите од момент на блокада, енергија затоа што оваа персона се нема научено, значи нешто нема оставено позади нејзе. Значи не е добро исцелила некој нејзин енергетски дел, а тоа е момент на лажење, момент на играње, енергија каде што оваа персона доаѓа до момент да ве емотивно и материјално повреди, енергија каде што и ќе слушнете за оваа персона, но дали ќе одблокирате, дали е блокирана на мобилен телефон, преку пораки, преку социјални мрежи, не е битно, таа истото ќе го повтори. Енергија да оваа персона ви е комплетно љубоморна и не сака да идете во еден просперитетен енергетски дел, но за вас универзумот ви дава до знаење дека со блокада на оваа персона вие влегувате во еден транзиционен просперитет, каде што и сами се залагате за сами себе, правите една добра интроспекција и влегувате во момент да се прославите, да бидете прочуени, енергија каде што и ќе бидете материјално остабилизирани. Ајде да видиме совет од универзумот. Или пак порака од оваа персона, или пак порака од универзумот за денешново читање на тарот картите. Кралица на штаповите, пажот на штаповите и 3 пентакли. Енергија каде што убавината во вас е можноста да преку вашата убавина која носите во вас сами, енергија каде што не се предавате, вие сте кралица на штаповите, енергија каде што тоа што го посакувате и го добивате, момент каде што не сакате да потфрлите, вие сте премногу инспиративна персона која што ќе биде во момент да донесете битни и важни одлуки, момент на носење на ваш потфат, да научите да делувате
на прав начин, да научите да го трансформирате или пак да го трансформирате или пак да го транзитирате моментот која што оваа персона ви го направила, момент каде што за некој од вас ќе значи дека и ќе влезете во тимска работа, енергија каде што таму каде што вашата инспирација ќе ве води, ќе ви даде можност да бидете просперитетен, енергија каде што денеска некој ќе се прослави или пак ќе дојде во прославување, енергија каде што некој некого ќе победи во ситуација каде што бил оставен на беземотивност, бил изигран емотивно, материјално, работно, денеска некој ќе свати и ќе дојде во момент да биде во ситуација каде што ќе донесе битни и јасни моменти, каде што неговата душа ќе светли однатре, ќе даде можност на огромна енергија и ќе влезе во една тимска работа, а тоа ќе биде да бидете позната персона која што ќе води во момент да донесувате битни и важни одлуки во сектор каде што ќе биде и ваша надлежност. Ајде да видиме. И како последна карта за вас да бидете во ваше изобилство. Оваа персона во претходниот период што ве изманипулирала, поиграла со вашата емотивност и со вашата материјалност, е енергија која што ви била комплетно љубоморна и мислела дека сте вие една персона која што сте компетиција за оваа друга персона која што сакала да се прослави и да транзитира во просперитет, но сето тоа е залудно. Енергија каде што ѓаволот си доаѓа по своето од кога ќе се направи договорот. Момент каде што за некој од вас со оваа персона немате комуникација, не сакате да имате комуникација и ја ставате во енергетски заборав, енергија каде што вие ќе си ги собирате вашите плодови. Енергија каде што изобилството и кралот на пентаклите ќе ви ја овозможи цета ваша просперитетност, енергија каде што сте работни, знаете да раководите и да работите, не се жалите, не потфрлате, момент каде што вашето изобилство ќе биде само ваше и сите ќе го видат. Момент каде што вашиот просперитет и вашето искачување кон врвот е токму сега во ваша енергија. Се надевам дека оваа порака денешна од тарот картите ќе даде добар смер во земање можност и енергија за како до успешност и просперитетност. Енергија каде што се надевам дека и денешните карти ќе ви овозможат една стрекна и успешна околност. Се гледаме во наредно видео. Поздрав!